На една недела пред истекот на крајниот рок за исплата на личен доход, се уште нема плата за вработените во Штипската локална самоуправа и во јавното предпријатие ИСАР. Иако сметките на двете институции се во позитива, парите кои на ни во моментов ги има не се доволни за исплата на плати. На јавното предпријатие ИСАР се потребни од овој момент некаде уште 3 милиони за плата, овде се потребни околу 1 милион, така што тоа е реалната состојба која што ни остави претходната локална власт во наши раце. Пред да ја напушти функцијата, претходниот градоначелник Захариев информираше дека на сметката остава 4,3 милиони денари, 69 милиони побарувања и 6,6 милиони денари обврски. Што се случи со овие пари? Тоа се работи за сметката на 31.10. Моето пристигнување во општината на 3.11. на сметката на општина Штип има 3.397.669 денари, што значи некаде околу 1 милион денари е испразната сметката откако е направен извештајот со кој што е излажена штипската јавност. Најголем дел по тоа што го видов се отидени на компаниите кои што на одредени градежни компании, мислам дека во најголем дел треба да ја проверам информацијата на фирмата Коле Транс и тоа е исплатено во 2 до 3 дена пред јас да дојдам овде. Јас влегов во кабинетот во петокот, парите се исплатени во меѓу вторникот и четвртокот, а сметката е прикажена пред таа состојба. Новиот градоначелник Бочварски состојбата ја оцени како некоректна, но не е алармантна и најави итно решавање на проблемот. Јас правам напори денеска и утре во наредните денови да се дополни сметката со сите оние средства кои што ни ги должат одредени компании и фирми за да можеме да им дадеме плата на вработените. Општината треба да обезбеди плати за над 500 вработени. Од нив 380 се во ИСАР, а останатите се во општината и територијалната противпожарна единица.